Добар ден, време е за пладневните вести на Канал Плюс. Следи кратка најава за дел од содржините. Под мотото за безбедна храна од ниво до трпеза, денеска се одбележува Светскиот ден на здравието. Лекарската асоциација во Штип одржува свечена седница. Пензионерите во Зрновци добија свој клуб, сместен во поранешната Соколана. Во клубот има услови за дружење и рекреација на пензионерите. Инфраструктурни проекти и подготовка за изградба на дом за стари лица во Берово. Ова се проектите на кои се фокусира локалната самоуправа во Берово. Под мотото за безбедна храна од нива до трпеза, денеска се одбележува Светскиот ден на здравието 7 април. По тој повод денес се организираат настани од страна на здравствените асоциации поврзани со безбедноста на храната. Денес 7 април е Светски ден на здравието. Овој ден се прославува секоја година со што се одбележува и денот на основањето на Светската здравствена организација. Секоја година Светската здравствена организација одбира приоритетна област на глобалната јавноздравствена грижа како тема за Светскиот ден на здравието 7 април. Темата за Светскиот ден на здравието за 2015 година е посветена на безбедноста на храната со мото за безбедна храна од нива до трпеза. Целта на кампањата на Светската здравствена организација е да се подигне свеста на граѓаните за подобра безбедност на храната, како и препораки на владите, јавноздравствените авторитети, заедниците и поединците да преземат навремени акции за превенција на приближно 200 заболувања кои се јавуваат како резултат на загадена храна со бактерии и вируси, паразити, хемиски субстанции и друго. Македонците јадат безбедна храна, се прават контроли од нива до трпеза, се земаат примероци од сите производи кои се произведуваат во Македонија, но и од оние кои се увезуваат. Лани бил открен само еден вид на зеленчук кој содржал пестициди над дозволените граници. Истиот е отстранет од пазарите, соопшти директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Зоран Поповски. Светскиот ден на здравието представува единствена можност да се соединат барем на еден ден луѓето и заедниците ширум светот и да превземат заедничка акција во насока на подобрување на здравието и благосостојбата на сите нас. Според православниот календар денес се празнува Благовештение или Благовец, ден посветен на зачнувањето на Мајката Божја, заради што овој ден во христијанството се слави како ден за сите мајки. Денеска се празнува Свето Благовештение или Благовец, благородичен празник, односно еден од празниците посветени на Пресвета Богородица. Тие се поврзани со животот на Божјата мајка, бидејќи Богородица зачнала и постанала Божја мајка. Затоа празникот Благовец, според старата црковна традиција, е и празник на сите мајки, денот на мајките. Свештеното лице Добрица Јанев ни ја принесе историјата и празнувањето на Благовец. Овој празник со ова го празнуваме благовестувањето на Свети Архангел Гаврил, кога дошол при мајката Божја и рекол: "Радувај се, Марија, Господ е со тебе, ти си благословена меѓу жените, ќе зачнеш од Светиот Дух и ќе родиш син кој ќе биде за спасител на светот." Таа му рекла: "Како може да се случи тоа кога јас не знам за маж?" Тој рекол: "И јас не знам како ќе се случи, но ете, мене Господ ме прати да ти благовестам и јас ти кажувам дека ќе зачнеш преку Светиот Дух и ќе го родиш Спасителот на светот." Благовец е благден. Тогаш се верува дека и раната не боли. Така по традиција на девојчињата им се допнуваат ушите и се стават првите обетки. Раната брзо ќе заздрави и дека тоа ќе им донесе среќа. Благовец, иако е празник во тешките велигденски пости, сепак сите кои слават именден, на својата трпеза може да имаат риба, вино и храна подготвена со зејтин. Нека им е честит празникот на сите кои го празнуваат.
Утре е 8 април, меѓународен ден на ромите. По тој повод денес во градинката Павлина Велјанова во Кочани, градоначалникот Радко Димитровски ги посети децата од ромска националност, вклучени во проектот Инклузија на деца роми во градинките. Во Берово по повод меѓународниот ден на ромите ќе бидат доделени награди за најдобрите ученици роми во основното и средното образование. Општина Берово и годинава активно ќе се вклучи во одбележувањето на 8 април, светскиот ден на ромите. Заедно со представници на институциите и ромската заедница, во Домот на културата Димитар Беровски годинава ќе биде организирана манифестација, на која меѓу другото ќе бидат доделени и признанијата за ученици роми со постигнати најдобри резултати во тековната учебна година. Ние како локална самоуправа одвоивме средства на невладина организација која си зема за право да го организира тој ден. Јас како градоначалник одвојувам секоја година финансиски средства за најдобрите ученици во општинските основни училишта и во општинското средно училиште. Им доделувам награда по висина од 3000 денари на учениците, така да сето тоа заедно со луѓето од ромската популација го правиме и мислам дека е тоа еден датум, ден кој заслужува да биде одбележен. Одбележувањето на 8 април, светскиот ден на ромите во Берово, се реализира со посредство на Ромскиот информативен центар. По повод светскиот ден на ромите 8 април, кој што се организира свечена манифестација. 8 април ќе го организираат граѓани од Берово, имаат направено програма, на која што програма ќе учествуваат представниците на институциите, како ромската заедница и ние представници на Ромскиот информативен центар. Ја користам приликата на сите роми да им го честитам светскиот ден на ромите и да им посеќам здравие, среќа и миролюбие и многу успех во сите полиња. Во упатената честитка кон ромската популација, градоначалникот Драги Наџински истакна дека Берово важи за град и место каде од секогаш имало соживот и толеранција еден кон друг, нешто кое што ќе остане традиција. Инаку денот на ромите од 2007 година е државен празник во Република Македонија за граѓаните кои што и припаѓаат на ромската етничка заедница. Пензионерите во Зрновци добија свој клуб сместен во Паранешната Соколана по иницијатива на Сдруженијето на пензионери од Кочани. Општина Зрновци планира и други проекти за подобрување на квалитетот на животот на највозрасните жители во Зрновци. Зрновци доби свој пензионерски клуб. Највозрасните жители ќе добијат пријатно катче, каде ќе можат да се дружат и реализираат и други активности. Просторот што ќе престојуваат е преадаптиран на Поранешната Соколана во центарот на населбата. Главна иницијатива за отворање на пензионерскиот клуб е од Кочанското здружение на пензионери, а реализацијата ја спроведе општина Зрновци. На ова место ќе доаѓаат пензионерите да го минуваат слободното време, да играат шах, домино и други спортски надпревари. Исто така ќе имаат можност да ги добијат сознанијата за нивните права, за добивање на бански лекувања, за екскурзии и други активности. Локалната самоуправа на Зрновци, освен отворањето на клубот, на пензионери размислуваат и за други форми на грижа за највозрасните жители во општината. Неколку инфраструктурни зафати се планираат во Берово. За најфреквентната улица Страшо Пинџур објавен е тендер за реконструкција. Што се однесува до изградбата на дом за стари лица во општина Берово, градоначалникот Драги Наџински вели дека во тек се финалните подготовки. Успешно реализирани повеќе значајни проекти во општина Берово. Во делот на патната инфраструктура изградени се улицата Братство и Единство, како и улицата Даме Груев. Исто така реконструирани се улиците во селските населби Смојмирово и Росиново, а во моментот траат тендерските постапки за избор на најповолен изведувач на неколку улици, изјави градоначалникот Драги Наџински. Објавена е тендерска постапка за улицата Страшо Пинџур, една од најфреквентните улици во градот, која што во моментот е во многу лоша состојба. Тендерската постапка за реконструкција на улицата Неретва е пред подпишување на договор со најповолниот изведувач и за многу кратко време ќе започне изведбата на градежните работи.
Освен овие значајни улици на градот, во тек се постапки за избор на изведувачи за реконструкција на улици во Ратево и Будинарци. На улиците Даме Груев и Неретва и Ленинова штетните азбестни цевки беа заменети со нова водоводна мрежа. Во Русиново ја реконструиравме дотраената пумпна станица, а во меѓувреме ги разгледуваме можностите за изградба на нов резервоар за непречено снабдување со вода на граѓаните. Од големо значење за локалното население е изградбата на двата објекта, капела во Берово, како и дом за сместување на стари лица. Во тек се финалните подготовки за отварање на домот, а сакам да најавам дека преговараме за добивање на финансиски средства за проширување на капацитетите на домот. И во оваа прилика слободно можам да кажам дека општина Берово е позитивен пример во Република Македонија за користење на средства од предпристапните фондови на Европската Унија. Минатата година, преку програмата за меѓугранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Бугарија, успешно го реализиравме проектот за реконструкција на кејот на река Дрегалница во Берово, а сега од истата програма е во тек на реализација проектот за целосна реконструкција на детската градинка во село Русиново. Од ИПА програмата за рурален развој очекуваме да бидат одобрени за финансирање проекти за изградба на нов современ пазар кој што ќе ги задоволува стандардите кои се пропишани со нашето законодавство. И реконструкција на улиците Даме Груев во Русиново и улицата Маршал Тито во Берово во потегот од јавното комунално предпријатие на кај излезот за Беровско езеро. Градоначалникот најави уште еден голем проект од ИПА фондовите. Во тека реализацијата на проектот за подобрување на состојбата на системот за одводнување на отпадните води во општина Берово. Проектот е во вредност од 5 милиони евра, а со него значително ќе биде подобрен системот за одводнување на отпадните води во општина Берово. Тетовска Шкендија заработи казна од 3000 евра за испадот на навивачите балисти на дербито со Тетекс. Шкендија мина со најголема казна и тоа по 3 основи: запалени пиротехнички средства дури 3 пати во текот на мечот, истакнување на националистички и расистички транспарент поради кој мечот бил во прекин од 2 минути, како и фрлање на тврди предмети. Само за пиротехника, но и слаба организација како домакин, актуелниот лидер Вардар е казнет со 1500 евра, додека за пиротехника со 600 евра е казнет и битолскиот Пелистер, за дербито од повеќе од 2 недели. Во минатата среда, Штипска Брегалница беше казнета со 2500 евра за расизам. Снежни врнежи направија нов проблем на македонскиот фудбал, па откако снегот изненади и во април, тетовската пресметка помеѓу Шкенди и Ренова сега е одложен за еден ден, па ќе се одигра утре во 16 часот. Шкенди и Ренова требаше да играат денес, но поради лошите услови дуелот е одложен за еден ден, па сега во среда на програмата ќе се играат 2 меча. Од претходно е познато дека Вардар ќе игра во среда во 16 часот. Денес силите ќе се ги одмерат работнички Силекс, кои играат во 15 часот, и Металург и Пелистер во 16 часот. Репрезентацијата на Македонија до 17 години со победа го започна УЕФА развојниот турнир, кој се одржа во Црна Гора, откако со убедливи 5:1 во рамки на првото коло славеше над Луксембург. Избраничките на Кирил Изов одиграа одличен надпревар. Во првите 45 минути црвено-жолтите девојчиња имаа предност од 3:1, а во второто полувреме постигна уште 2 гола во противничката мрежа. Одигравме еден одличен надпревар и заслужено и се радувавме на победата. Задоволен сум од сите девојки, одиграа баш онака како што се игра за Македонија. Се надевам дека со ова ќе дојдеме чекор поблиску до целта, која ја зацртавме пред стартот на овој турнир, а тоа е освојување на првото место, изјави селекторот Кирил Изов.
Својот втор меч на развојниот турнир против репрезентацијата на Лихтенштајн, црвено-жолтите го одиграа денес во 11 часот. Денес во 16 часот фудбалскиот клуб Брегалница ќе се сретне со екипата на Турново. Овде е крајот на пладневните вести на Канал Плюс. Повеќе информации подготвуваме за дневникот во 16:30. До тогаш пријатен ден. Сега видите какво време не очекува денес и во наредните денови.